Почитувани гледачи, добро не дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија за земјоделство, која што секогаш ве информира и едуцира за вистински насоки во земјоделското производство. Така ќе биде и во ова издание на емисијата со подготвените содржини. Ќе се осврнеме на состојбите со аграрот, ќе го коментираме времето како најзначаен фактор во земјоделското производство, а кога сме кај времето, минатата недела и неколку денови пред тоа имавме на вистина еден есенски амбиент кој што веќе завртуваше и на зимски, бидејќи на повеќе високи места имаше и врнежи од снег. Ова година во поглед на времето е цела со изненадувања, значи имавме екстремни ситуации на високи температури, на долг сушен период, на недостаток на влага, сега имаме надпросечно ниски температури за овој период од годината. Како и да е, се на се времето како значаен фактор во земјоделството направи тоа што го направи оваа година. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро е најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Јас на почетокот, бидејќи неколку недели немавме емисија, а имавме некакви локални избори, ви честитам за староновиот избран градоначалник и се надевам дека Кавадарци на вистина ќе стане град кој секој ќе посака да живее во него. Така, тоа се очекувањата на кавадарчани. Такви се моите предиспозиции, бидејќи гледам дека имаме трудолюбив народ, а градоначалникот знае да го цени и почитува тоа и дека ќе има подобри денови со тој нормален откуп на грозјето, нормална заштита на грозјето, нормална исхрана на грозјето и светски приноси со квалитет кој може само да го некој посака. Инаку по однос на времето, ова увертира што ја дадовте, сосема сте во право. Денес сме точно со еден месец календарски влез во есента и тоа што го рековте, бидејќи јас 30-40 години го следам времето, ние во Република Македонија ќе имаме тек проблеми, бидејќи се поизразени се микроклиматските разлики и оние промени на времето за многу кратко време. Тоа што го рековте пред 10 дена, ние имавме зимски амбиент. Прво почна на Триглав снегот, потоа Златибор и тука на Шапка и на Пелистер имавме врнежи од снег. А сме тек во есента. Сега, тој температурен шок стрекна околноста што беше многу со кратка експозиција. И штетите тука не се големи, бидејќи сме во периодот на интензивни берби на јаболкото. Куртовската капија по овој дожд што го имавме, оние производители кои беа мудри, кои произведуваат во пластеници, имаат на вистина добри резултати. Но надвор, значи со дождот, одма, бидејќи подолго време не беше заштитувана пиперката, а ова година имаме најквалитетна пиперка, точно ради сушниот период и немање на можност на развој на фикомицетни тегави. И така да, времето како диригент по однос на тоа колку ќе биде успешност, колку ќе биде успешен земјоделскиот производител. И ние навистина имаме една шареноликост, еве сега овие последни денови се изгубени летни денови, не пролетни, летни. Да, меѓутоа од недела имаме повторно пат на температурите. Од неделата пак имаме пат на температурите. Тоа е фактички еден, би рекол и нормален влез од оној есенски кон зимски амбиент. И тука производителите имаа време да приберат се што дала и виновата лоза и другите култури. Сега најголема корист, иако каснењето е веќе евидентно, најголема корист имаат житничарите кои без овој дожд што падна пред минатата недела, ние немавме можност да извршиме нормална обработка, есенска обработка на почвата, за да може да се изврши во нормален рок есенската сејба. Рокот е веќе, мислам, при крај или поминат. Тука ние пак имаме каснење на есенската сејба. Секое каснење при евентуални ниски температури ние имаме несоодветен склоп
Неквалитетно братимење покасно, еробизација и така натаму, а сето тоа е завод на времето. И не случајно ние во овие наши едукативни емисии веќе 5-6 години го обсервираме прво времето, бидејќи е навистина одлучувачки фактор за успешноста во земјоделското производство. Што вели долгорочната прогноза кога сме кај времето? Има ли некакви прогнози? Каква зима може да очекуваме? Ке имаме ли доволна акумулација на влага за успешен старт на следната година, барем бидејќи ова беше катастрофална во секој поглед? Хидролошката состојба, прво за неја да кажам, е ублажена, но не и достаточна за она што значи обезбедување на влага за наредната година. Хидроакумулациите се уште се уште на тој технички минимум, некои се над дојдени, но тоа се надеваме во неделата која е пред нас, дека ќе имаме пак врнежи од дожд и дека акумулациите ќе дојдат до тој нормално ниво и дека ќе имаме навистина еден елан за наредната година во тие топли месеци да имаме ние вода за наводнување. Но кога зборам времето и дождот, помачно ми е и потешко да кажам дека навистина во водостопанските организации никогаш не застана од осамостојувањето на Македонија, каде што во бивша Југославија имавме системи, турија системот до Ново село, до границата. Тоа беше квалитетно одржувано и луѓето крајно задоволство имаа. Од осамостојувањето на Македонија сите системи се скрчмени, содробени и немаме, значи не застанал човек, политиката тука инкорпорирана длабоко, не застанал човек во стопанска организација, водостопанска организација, да каже да, јас цела година, зимно време, треба да ги пратам, нели, состојбите со водата. Но летото, за тие 3 месеци клучни, мај, јуни, јули, кога за виновата за кавадарци треба врнежи од дожд, тука не може, се скрши лагерот, еден месец чекаме да дојде лагерот за да пумпата проработи или други работи, или струмичкиот регион веќе влезе во еден контекст позитивен, каде што имаме ние потреба за вода уште од јануар месец, февруар. Од рано-градинарското производство тогаш почнува. Тогаш сонцето ојачува, во пластаниците се развива температури над 40 степени Целзиусови и зелката, пример, како најрана култура, бара вода. И за тоа беше направено така да уште во јануар, февруар водочкиот систем, водочката брана беше за земјоделските производители, градинари. И тука имаше еден убав контекст каде што луѓето се крајно задоволни. Но по осамостојувањето и тоа се растури и сега производителите видат, професоре, ние си најдовме чаре. Секој кој има пластеничко производство над хектар површина си вади бунар, си прави пумпа 70-100 метра одаат и подлабоко. Доаѓаат до вода и имаат во секое време вода. И сега, трагично новистинито е на таа вода земјоделецот се што вложил, и мотор, и копање, и трошковник комплетен, тој платил се, сега тоа е државно благо, тие во водостопанската организација, смислам и од тоа се раскалашени, тие над крајот од годината му дават белешка за водарина, да плати за водарина. А тие ни лук јале, ни лук мирисале, ни воопшто нема учество во тоа. Бидејќи пумпата му е во самиот стопански двор, себите си купил, си направил се и кога има потреба од вода, затоа имам и доста голем број на клиенти кои веќе зимаат од они ирометрите, тој кога ќе констатира дека веќе растението страда за вода, тој доаѓа, зима ирометар, го става и вика, јас утре ќе наводнувам.
и нема да шиба вода без веза, затоа што со ставање на големи количини на вода доаѓаше до гниење на кореновиот систем. А сега се е со оптимален рок, со нормална обработка и тука земјоделецот бележи еден крупен чекор напред. И тој вади производство. Јас ова година од пиперката, од Куртовска капи, 1200 килограми од еден пластеник од 25 метра на 5, тој извади производство и то Куртовска капија за европскиот пазар. Но вода си има своја, анализа си прави, кога треба да се наводнува, кога имаше само 3 прскања во пластеникот. Значи не дозволивме да дојде ни лисната вошка, ни трипсот, ни пајакот, ни црвот, што е најопасен во струмичко. Во 5-6 пиперки ќе влезе и коренот џабе го одгледуваш. Затоа што со таква дупната пиперка никој не ја купува на пазар. Да, меѓутоа кога се води грижа околу заштитата и исхраната, такви се резултатите. Каква е, професоре, состојбата на теренот? Веќе речи си заврши бербата на грозието, на останаците земјоделски производи, привршува, финишира? Морам да го кажам тоа. Она што се случи со локалните избори, имаше импулс и врз земјоделското производство. И жално на вистиното е тоа што го констатирам, тоа е моje лично мислење, дека политиканството прерасна и влезе во порите на семејствата, на земјоделските производители, на трговските организации и така натаму. Наместо да се свати дека секое производство, квалитетно, првокласно, ќе го бара европскиот пазар. Наместо да се свати, зголеменото производство ќе оди со смислен пристап во производството. Што тоа значи? Нема да фрла тој безобзирно ѓубре, затоа што сето тоа кошта пари, нема да прска кој ќе му текне и ќе почитува науката, бидејќи ние имаме научни институции и сме меѓу првите во Европа со бројот на факултети и универзитети, едно парче земја сме. Сега, апликативниот дел недостасува. Ние имаме формално правно факултети, баш пред 2-3 емисии го зборевме, тоа прочитав, 24 правни факултети. Па Македонија само правници треба да биде. 24 факултета, по колку студенти, по 30, по 20-30 студенти имат, тоа е навистина многу. За извоз. За извоз, што викам. И сега се случува онаа суштината. А суштината е следна. Во политика влегуваат луѓе кои немаат намера духовно да кажат дека се македонци и дека се ја сака државата и дека е влегол само жртва да нешто допринесе и да се каже тоа е од мене, таа методика од мене донесена. Него во политика влегуваат незрели луѓе, искрен ќе видам, едно каже саба или вечер друго, или цело време јас ако си ми конкурент, јас со идеи, треба да те надрастам и народот да каже да, професорот има паметни идеи. А господинот Мицкоски една реченица не слушнав да ја каже за добробит на Македонија. Заев таков, Заев корумпер, мочуриште, тој живее во мочуриште. Ме молам, тие работи не се вкусни и за најобичниот, обичните земјоделци го критикуваат тоа. И како моје мочуриште, што не стане да си оди. Него тука и така. Не сакам политика уопште да употребуваме во тоа, но сакам да кажам инкорпорацијата на таквите луѓе кои треба да ја водат државата. Значи воспоставување на стратегија за развој на аграрот. Бидејќи ние имаме уште плодна површини, иако голем дел се веќе од тугени изградени се згради. Да, меѓутоа и многу се напуштени и не се произведува на напуштени се затоа што младиот земјоделски производител го препозна тоа. И што вика, мене Мицкоски треба да ме води во Европа. Тоа е неспојиво. И така да сите тие работи се насобираат и што е крајниот епилог?
Немаме, јас лично тоа одговорно го тврдам, од осамостојувањето на Македонија. Немаме човек, стратег, што е застанал 80 години и да каже Македонија е аграрна земја, главниот стожер е производниот процес, нетоксифициран, по можности органски, и ќе одеме на европскиот пазар со производ. А нема во Европската заедница земја што подобро производство ќе произведува од нашето, нетоксифицирано. Само со употреба на методите и на најновите сознанија, а ние ги имаме, и она најсуштинското. Тие 275 дена што често пати ги спомнуваме во овие наши емисии, па тоа е дарбата, тоа е дарот што ни е даден. Типот на почва. Ние во Струмица често го збориме и јас го употребувам тоа. Од ламба шише да ставиш, да роди. Холанѓани се љубоморни на тоа. И сега наместо ние да се организираме, тој младиот земјоделец, што сега во Швајцарија или во Италија произведува, викам што работиш таму? Викам, краставици работам, фантастични, вика. Има систем кап по кап, се знае кога да прска, доаѓа стручњакот, ми кажува кога треба да прихрани, кога треба толкова, и вадиме големо производство. И добива плата од таму. А татко му дома талка, плаче, секој вечер се слушат по телефон и вика, а нашите ниви, он има 40, испод 30 декара, 40, не е земјоделска фамилија. И сега се случува тоа да нашите површини, што рече ти, што во свое време бугарите ни љубомореа, бидејќи јас имав конекција со Бугарија, кои доаѓаат од граничниот премин од Петрич према Струмица. Турново, Босилово, Секирник, до Дабија. Па тоа немаше еден квадрат необработен. Сега е се запуштено. И сега сите се прашаат, што е работата? Работата е тоа. Политиката е несоодветна. Нема мотивација младиот човек, па не е луд младиот човек да добива поголеми профити тука, да оди во странство. Луксус да прави. Ке застане тука и ке има капитал. Меѓутоа, секој политичар кој го влезе, за 3-4 години тој сега, пазите сега колку невкусно. Сега политиката ке испитува на кој од каде му е имотот. А тие се тие што го прават. Тука во Агроспектар редовно им нудиме на земјоделците новини кои доаѓаат од фитофармацијата. Тоа ќе го направиме во оваа емисија, да погледнеме еден биостимулатор кој дава извонредни резултати. Сега, пред да ја пуштиме емисијата, сакаме се едно мало вовече да дадам. Во последните неколку години јас сум позитивно импресиониран за хемиските индустрии воопшто во светот отидоа на онаа суштина. А суштината која е? Ако во прво време беше она производство на инсектицид од прва група отров, што ќе направи чистка и на корисните и на штетните инсекти, сега имаме биостимулатори. Значи, преведено на наше, тука го имаме во некои од прилозите, биолошки стимулатор. Значи, стимулирање на генетскиот потенцијал на растението, на неговиот имунолошки дел, ево случајот сега што ќе видиме НТРК, ќе видиме како тој обусловува да имаме поквалитетно, по-софистицирано производство, кое за пазарот ќе значи нешто. Значи ги побудува физичко-биолошките функции во растението и имунолошкиот систем, што е многу важно. Некои од нив покасно што ќе презентираме, ќе видите и сами, тие делуваат како со посилен имунитет, да патогенот не може да ја обави функцијата на заразеност.
Еве со прилог интересен, кој заслужува внимание и е од таа плејада на новости во која е усмерена целата фитофармација по однос на користење на биостимулаторите во земјоделското производство, кои како биостимулатори го стимулираат биолошкиот развој на растението и тука растението го дава својот генетски потенцијал и тука имаме навистина добри резултати. Се работи за една многу нова новост, би рекол јас. Тоа е Енер К. Тоа е еден биостимулатор кој ја подобрува примената на квалитетот и тие сите параметри плодовите што треба да ги носат. Зборам НРК, бидејќи енерот К е една суштина која по својот состав, гледате и сами, имаме една содржина која навистина радува. Гледате и сами, го имаме фосфорот во пентоксидна форма со 10%. Го имаме калиумот во оксидна форма со цели 15%. Го имаме борот, го имаме молибденот, го имаме ја имаме алергинската киселина и манитолот со органски материја од цели 15%. Ако вие, ја сватите хемијата, ова е атомска бомба. Тоа е средство кое со стручна, права примена ќе даде фантастични резултати. Пред се, поради тој состав, тој мене ми е многу познат и со правилната примена тој ги подобрува сите параметри на квалитетот на сите плодови од сите одгледувани култури. Сега, освен тоа, енеркато е супериорен во подобрување на органолептичките карактеристики на плодовите. А кога јас зборам органолептичките карактеристики на плодовите, мора да сватите суштината. На пазарот органолептичката карактеристика на плодот е таа која привлекува купувачот да го купи. А тоа енеркато го обусловува со тој состав кој го јас сега прочитав. Ние, како и за сите биостимулатори, ќе кажеме една таа основна карактеристика, да ја кажам, или предност која го има енергато. Ги стимулира метаболитичките промени во плодовите. Конзистентноста, аромата, обоеноста и шекерните единици се адутот за кој ние треба да го применеме енерот. Пак е повторам. Конзистентност на месото, квалитативен аспект на месото. Ароматочните вредности. Обоеноста, тој е органолептичкиот преглед, што реков пред малку, и шекерните единици. Таа кохезија или таа една ускладеност на шекерните единици и киселините, дали тоа грозје, дали тоа крушка, дали се, со примената на енерот ние имаме фантастична, синхронизирана конзистенција на месото. Потоа го подобрува транспортот на хранливите елементи во растението, особено во услови на високи температури и високо
компатибилност со голем број на пестициди и ѓубрива. Тоа е навистина најголемиот адут, што е питом. Значи, висока компатибилност со бројни пестициди и ѓубрива. Тие се карактеристики кои навистина енерот го прават еден питом, квалитетен и секогаш ќе биде баран, посебно за шеќерните единици кај лозарите, ќе биде баран за да се примени посебно во фазата кога почна трансформацијата на киселини во шеќери и така натаму. Но за тоа после. Сега, примената на енерот во градинарството. Особено погоден е за оранжеријското производство, каде што имаме осцилации на температури, понекогаш и неуедначеност и така натаму. Производство на домат, пиперка и јагода, но и примена во лубениците, дињите, комперот, празот, лукот и гравот. И може да се примени кај, пред малку реков, кај асталските и винските сорти грозје. Зошто тоа го зборам така? Затоа што тоа нешто кое тука го прочитав, тие шеќерни единици, е нешто од кое страдаат голем број лозари. Викат, професоре, не ми врзува шеќер, картошијата, вранецот и така натаму. Со примената на енерот, бидејќи калиумот е доминантната улога и со шеќерните единици и со трансформацијата на киселините во шеќери и обоеноста, таа ксантофилна форма кај црните сорти. И затоа енерот, јас само сум убеден во едно, дека ќе најде место во нашето производство, но стручно применет за да го даде оној резултат кој се од него очекува. Тука не треба поголема примена, ни треба да се оди безобзирно. Дозата од 0,15 до 0,25, 150 до 200 мл на 100 литри вода. Тоа е навистина економски оправдано и квалитетно. И со минимум 2 апликации, а во исклучителни ситуации 3, се применува во фаза на заврзување на плодовите до бербата. Од заврзување на плодовите до бербата. Тоа е навистина важна работа, за која мислам дека ќе биде и како добро доловена од идните применувачи. Што е карактеристиката на енерот? Еве, тука на крајот атрактивно го имам направено тоа. Вика, тројно дејство во секоја апликација. Прво, активација на ензимските процеси во плодот, пази сега, тоа е едното дејство, го стимулира цветењето, промовира вегетативен раст, тоа е второто, и третото го имаме, пази сега, цветењето и го промовира вегетативниот раст. Имаме лист, гледате и сами, сонце и плод. Значи, тука енерот го постигнува онаа што најмногу го сакаме, а тоа е да имаме добри шеќерни единици и да имаме органолептички супериорен подобрувач на тие органолептички карактеристики кои тој може да ги има. Кога збориме за енерот, во многу онаа практична работа, затоа имам убедување дека овој енер ќе најде место во земјоделското производство. Затоа што енерот со калиумот кој го има,
во оксидна форма со цели 15%. Тој обусловува целото растение во фазата на зреењето. Прво да диференцира пак и за наредната година. Второ, за трансформација на киселините во шекери и стварање на повеќе шекерни единици, тоа што го зборавме. И трето што е најважно, имаме енергично растение кој влегува во плутинизација, односно зимување, веќе е спремно и кај него тешко доаѓа до одредено измрзнување на самите растенија. И затоа ние мора да кажеме, тоа е новост која во Република Македонија тек ќе се применува во годините кои се пред нас и воедно сум убеден дека со тој состав, пак нагласам, и тоа морам да го нагласам, со стручна примена, бидејќи веќе рековме и во самото упутство пишува дека е компатибилен препаратот, со стручна примена тој може да постигне фантастични резултати. И со тој нормален чин на наводнување, со нормалната заштита, бидејќи е компатибилен. И тука ние добиваме веќе производ за европскиот пазар. А сите наши настојувања и прокламирање на овие препарати го правиме исклучиво да нашиот производ нема токсични резидуи, што до сега можеше во секое време да се најдат, бидејќи знаеме дека имавме од прва група отрови кои се веќе ова година целосно забранети. Имавме многу токсични творби и несоодветна примена од страна на земјоделците. И со таквото нешто кое е сега, примената на биостимулаторите, потоа НРК-то, тоа е на еден начин една фантастична можност да ние добиеме квалитетен, конкурентен препарат, производ за европскиот пазар. Бидејќи Европа сака синхронизиран плод уедначен со нормални киселини, со нормална зрела форма, со нормална конзистенција на месото, со нормална шекерност и со нормален органолептички изглед. Сите тие адути кои се барат на европскиот пазар, НР може да биде добар помошник на секој земјоделски производител, затоа што НР со примената и калиумот со неговите дејствија во циклусот на самата физиологија на растението и неговата примена во, како што нагласиме по култури, ние ќе имаме на вистина еден фантастичен, синхронизиран, квалитетен плод за европскиот пазар. Но, за да се тој постигне, ние мора да ги предпочитаме оние директиви кои ги има дадено фабриката производител. После тоа, бидејќи фабриката производител го има произведено во едни услови, а после тоа доаѓа следливоста на нашите услови и примената на НРК во такви моменти кога најмногу треба. А ние ги рековме кога се тоа. Значи, тие предности што ги има да ги стимулира сите метаболистички промени во плодовите, конзистентноста, аромата, обоеноста и шекерната единица. Тоа е комплетно целата физиологија зашто ние го одгледуваме одреден производ. Тие се сите белези што го красат конзистентност, значи вкусно месо, уедначено месо, ароматично, синхронизирано со сите благи киселински форми, обоеноста, органолептички изглед фантастичен и на крајот шекерните единици кои, како што реков и пред малку, во Кавадаречко борбата е како да се дојдат до тие шекерни единици.
НРК-то тоа го обусловува со правилна и стручна примена. Јас воедно сум убеден дека во тие фенофази на развој кои ќе кажеме да се применат, дека НРК-то заедно со пестицидите, пример за пепелницата, дали за гроздов молит за се, тој е компатибилен и тука ќе постигнеме ние фантастични резултати во успешно производство на било кој производ. Сега јас повеќе зборам за грозјето, но не значи тоа дека во јаболката не може да се постигне фин резултат. Јас зборам за доматите, пиперките, краставиците. НРК-то, како енергенс, како еден покретувач со калиумовата форма, тука тој го дава оној суштински дел од кој секој овошен вид, секој растителен вид, секоја градинарска култура, калиумот како основна творба, скоро во сите оние процеси во растението, калиумот е една од творбите што навистина заслужува големо внимание, бидејќи тој се врзува во многу процеси во самото растение и го дава оној суштински врвен дел или краен дел кој секој растителен вид го дава на име производ. И затоа енерот, ние ќе кажеме, доколку имате било какви непознати работи, енерот ни е добро познат и експериментално докажан и не случајно го презентираме. Ние ќе ви дадеме без никаква надокнада на одредени напатствија да вие како и на кој начин добиете квалитетно производство кај секоја одгледувана култура со примената на енерот. Продолжуваме понатаму со Агроспектар. На крајот од емисијата ќе го слушнеме и коментарот. Професоре, која е вашата порака до нашите гледачи земјоделски производители? Мојата порака и докажување на она претходното е што е предноста на тој биостимулатор. Ја искушува културата која одгледуваме да го даде генетскиот потенцијал, да таа има таа култура која одгледуваме го даде максимумот во принос и ојачувањето на имунолошкиот систем. А со што прави сега фитофармацијата со производството на биостимулаторите и растење на имунолошкиот систем? Контра тоа е намалување на штетните пестициди кои се многу штетни по здравјето кај луѓето, кај консуматорите. Значи, со редовната примена на НРК-то, видовме во кој период треба да се употреби, значи по оплодувањето, кога расте плодот, тој како депозит служи внатре. И не дозволува да дојде до патогенот да изврши инфективен процес. А тука јаболкото и квалитетно или крушо или без разлика што. И тука имаме ние еден добит, голем добит на давање на максимумот на растението на својот генетски потенцијал, значи добар принос, квалитет, а за кавадарче ќе кажеме НРК таму го и предупредив тоа. Во последните неколку години во Кавадарци беше фама по однос на она дека виновата лоза не врзува шекерност. Бидејќи после оплодувањето, при порастот на зрното, баш со еден мој драг клиент, ми вика: професоре, 15 дена порано да го употребивме, значи после оплодувањето, прецветувањето,
Од тогаш да се употреби, пример НТРК или било кој друг таков биостимулатор, автоматски вика мене гроздот, сите комшии ме прашаат зошто гроздот е така голем со уедначени зрна. И шекерноста вика се подобри за разлика од другите години и сега договоривме чак да наредна година порано почне со тоа, за да тој има квалитетно производство. Тоа е за мене сатисфакција кога можеме одредени светски новини ги аплицираме тука. Едно, производителот е задоволен од приносот, бидејќи има поголем профит. Друго, што е најважно, тоа грозје стигнува до консуматорот, до вас. А вие на вашата фамилија давате грозје без присуство на резидуи од токсични творби. Тоа е фактички и основата на ова наша емисија. Вие сами сте приметили дека ние немаме од позади некои кутии од препарати и да кажеме тоа да се користи, а тоа од прва група отрови и така натаму. Значи, со еден збор, што употребувавме и зеолитите во свое време, тоа е детоксификант. Тој ги абсорбира отровните творби и не дозволува да влезат во растенијето. И други работи што сме збореле, значи оваа емисија има една своја цел племенитост по однос на тоа како да се заштити животната средина и здравјето на консуматорот. А сето тоа да биде во интерес за Република Македонија, која треба, сега говориме за тие фондови, предпристапни влегување во европските води, тие не сакаат со квалитетен производ. А тоа ние можеме да го А направиме. ние можеме да го направиме со инкорпорација на науката, раздвижување на тие факултетски фотелјаши, да ги кажам, да сватат дека постојат ради производителот. Бидејќи сега има друга опција во нивната глава, дека овој доле постои ради нив. Да, Тоа е една обратна работа што воопшто не можам да ја разберам, бидејќи сум и горе бил и во производниот процес и со двете ради на земјоделието што ствара нов производ. Значи, со еден збор, тој, ако му се објасни и ја долови вистината дека со примената на тоа и тоа средство ќе имаш квалитетно производство, тој оберучки го прифаќа. Тоа производителот што го прифаќа професорот или било кој научен работник, тоа го гледа од една висина, несоодветно, и било која грешка да се случи, одма производителот е крив. А не он да му каже, чекај сега ти, тоа прскање не смеш да го направиш во тој период кога нема фотосинтетски функции. Треба да ја знае физиологијата, нели? И се случува понекогаш производител да каже тој препарат не ми даде резултати. Само од тоа што стручњакот не му рекол во тој период да не употребиш тоа и тоа. Јас ќе ви кажам еден обичен пример за нематодите. Миграторните форми од нематодите, чим приметат дека е заладување и дека има токсична творба, одаат 80 сантима во почвата, длабоко. Значи се штитат од тој токсин. Пример, употребили сме некој нематоцид. И сега, кога мине дејството, ти имат јаки сензори, дојде културата домакин и тие доаѓаат, вика професоре, јас прскав, вика полсум со нематоди. Препаратот не го бива. А не дека стручњакот треба да му објасни кога инвазивната ларва во ризосферниот дел се испрска, се уништи таа нематода, а не инвазивната ларва да го превари него. Оти она е мудра. Има сензори каде што било која ниска температура сега кога беше 85-90 сантима влегува нематодата. И тука доаѓаме до онаа суштина кога чак Холандија се занимава и со една вистина, што јас имам доловено и во мене трае и така спроведувам, кога е ризосферниот дел се фрла семе, обично семе, каде што пуште жилна маса, пример од доматите, имаат соланце, фамилијата имаат свој мирис. И нематодите како луди доаѓаат на тоа.
со анализа ние утврдуваме дека е тука целата инвазионна структура, извршиме прскање со нематоцидот. И правим пак нематолошка проба и гледаме дека имаме фантастичен резултат. И сега ќе му дадам налог на производителот. Слободно сеј нематода нема да имаш. Професоре, немој вика да се случи обратно. И он до крајот на вегетацијата немаше никаква нематода или кај направил пропуст сам кажува. Вика, на таа зона малку помалку фрлив, тука не фрливич и гледам одма сака да се активно. Значи со еден збор, практичните работи ги сака производителот. Јас ќе ви кажам искрено, од кавадарци, лозарите, сака да слушнат нешто убаво, сака да спроведат нешто убаво и сакат да имат квалитетно производство. Јас минатата година имав човек каде што вика имам картошија, картошијата ја биеше лош глас и уште ја бие лош глас тука, а она е најквалитетна црна сорта. И вика гроздовите застанаа, вика не мрдат. Дојде кај мене во Струмица ми донеси гроздови, гледам рудиментирани, гледам, направив анализа и 2 прскања направи. И после тоа комшиите рекле како успее гроздовите толкови од овој картошијата и шеќерни единици, вика врза, вика тој истиот агроном што доаѓаше, викаше тоа грозје не може да ти го откупам бидејќи нема шеќерни единици. После вика кога го виде гроздот, кога го виде шеќерни единици, вика донеси го гроздот, грозјето ќе ти биде откупено и платено. Значи со еден збор треба почит. Апсолутно. Према науката и производител знае да го предпочита тоа и да го спроведува. Ви благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, на крај сме на Агроспектар. Ви благодарам за одвоеното време и вниманието. Имајте секој добро со нашата програма.